Роден ден, мала забава. Еве дојдов без да ти се најадам. Рам пам 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 пам. Другите нека замина. Сите можат тебе да ти завидат. Шпи, шпица. Бо, брат, за 2 дена ни е роден ден на телевизија. 1 мај. Што значи ако беше битолченец телевизијата, сигурно мајо ќе ја вика ја напрека. Или скарата. Или па слободни. Оти на слободен ден е роден, ме сваеш, не се на училиште, не мора бомбончиња да носи. Арнама не е битолченец телевизијата. Без разлика што вака е битолчан имаме доста. За сега ти е телевизијата скопјанец локален. Е сега ако беше скопјанец како ќе ја викавме напрека. То да ми кажи некој. Еко ќе ми текни каков хаос беше лани ова време. По. Јас растрчан, свадба се спрема. Другар ми свадба спрема, третиот свадба спрема, реноваци дома, реноваци надвор, реноваци потаму негде. Настани, настапи, чуда. И ще ко ми каже, леле, телевизијата почнува одма, почнуваме емисии, нешто чуда, си викам, шо збораш, бе, брат? Ајде, траштај се во цел хаос, трчај, прај ова, прај она, музика да има, ова да има, она да има. Абе, хаос. Јас почнувам тука, прам некои проекти да се пушта. Музика македонска се пушта на голе, ваква музика да има, таква да има, ова да има, она да има. Едно време ми текна, че малце јас не прашав телевизијата како ќе се вика. И ми велат телевизијата ќе се вика ВТВ, В буква да ќе биде горе. Шо збораш, бе, реков В буква. Значи технички на Виктор телевизијата, така? Ај ми велат, не се занесвај, ти далеку си ти од телевизија. Тоа е скратено. Целосното име му е Вистинска телевизија. Мора викам шуго Вистинска. Вистинска оди ќе ја кажуваме вистината, ме сваќаш како шо е. Вака круто, вистински, правилно како што треба. А шо е вистина? Има само една вистина, само една Македонија, делете ја, парчете ја. Ке биде наша најмила. И сега шо му вика сите. Еј, Македонијо, ти си бисер балкански. Шо сторе спремен за нас свадба јас? Вистината е, батуле, дека сме мала телевизија, ама со големо срце, со драж, ме сваѓа. Правиме вистински муабети за вистински теми во вистинско време. Немат мамено ништо тука. За фала Богу, то не значи дека другите лажат, ме сваѓа. Него чисто така си правиме муабет. Јас за нас да ви кажам. На пример, кај имаш видено ваков сегмент на друга телевизија. Некој вака седни отворено да збора за работи. На сите теми може. Не само мене кај што ме боли завод, туку општо сегда. Ај размисли кај имаш видено, ќе почекам, не е проблем, не се брзам. Макар што џабе ќе мислиш, пошто нема, бе, брат. Мислам, дај Боже да има, јас не викам дека само јас треба зборам, нека зборат сите на темите, ама никој не збора, никој не кида збор. Оти сите се плашат од вистината. Ама има една работа што никој не ти ја каже. Бегање од вистината нема, бе, батуле. Кога тогаш, како така негде ќе излези та? Што е уште појако, што нема ништо поубаво од вистина. Само што луѓето последно се толку заточени со лаги, толку се закочени, влезени во тие лаги, што едноставно се плашат од вистината. Шубе му е незгодно да ја кажат, пошто не знаат што ќе биде. Го немат видено тој свет. Оти прво сите се лажат себе си, прво почнуваме од себе, сите се лажат себе си. Од утре не пие. Лага. Поголема го поставе ја. Уште една лага поврзана со пијачка. Не сум пија. Рекле сите пијани секога. Кога пијан ќе ти призна дека пијан, бе? Никога. Од понеделник ќе почнам да вежбам. Нема да почнеш, батуле, аз да ти кажам. Јас не вервам во тој концепт, ама еве од ко се женив некако само велам од понеделник, ама не кажувам од кој понеделник. Не викам од овој понеделник или од другиот. Од понеделник. Кој понеделник не е битно. Исто сите се лажиме дека супер. Ствари не дека е супер, туку ќути има и полошо. Тоа е најголемата лага што може да се каже кај. Ами ќути има и поарно кај. Ама луѓето верват во тоа дека има и полошо, пошто стварно и дури во овие што се понапредни земји луѓето живеат полошо. Ќе оди таму, ќе проба и животот му е малце без веза. Нонстоп се работи, нонстоп ова, она, нема ко тука лезе ќош на кафе, ќош ваму, ќош таму. Нема, брат, таму одиш и работиш, од имаш кирија за плаќање огромна, имаш сметки за плаќање, даноци за плаќање и така натаму. Овде одел не одел на работа, кафето не бега.
поубаво е нормално дека е поубаво. Значи си имаме едно парче земја за мера. Саш вода, саш планини, саш шо сакаш, се им. Само ше малце да поработиме ние како луѓе за да го направиме како што треба да биде, да профункционира малце системот, да почнеме се цениме малце поќе. Ме сваѓаш да почни да врти тркалото еднаш и после тоа ќе биде поубаво, ама кога ќе биде тоа, ќе видиме. Муавето ми беше научени сме сите да живееме во некој лаг. Си се лажиме на здрав памет. Зато сме ние тука за си ја кажиме вистината. Чини, не чини, не е бит. Битно ако треба од негде да излези вистината, ние ќе ви ја фрлиме, не е проблем. Нека излега. И вистина се трудиме да бидиме поинакви, повистински да речем. Покрај овој сегмент што е поинаков, имаме и многу други емисии што се поинакви, повистински. Гледаме да си го промовираме нашето, нашата музика, нашиот филм, нашата култура, нашиот театар, се што е наше. Пошто јас лично порадо би пуштил нешто македонско, макар и прастаро да е, отколку да го пуштам кере. Зошто зборуваш така? Не прајте така, баго. Ама не се реално да правиме муа. Значи секоја чест на турската кинематографија. Од филмоите на Пола Талендер на времето до сега веќе се стварно на светско ниво стигнаат. И мајта по настрана убој што ги преведват, пошто народо не можеш многу да чита преводи последно. Знаеш како не се дофрла на очарата, ова смени, ова за блиску беше, другата за далеку беше малце без веза. Вака барем ќе слушаш на македонски. Кај што ти диши керем во врато. Мислиш ке ти шепни од назад. Сето тоа е супер, ама не е наше. И сега не викам дека не треба туѓо да се пушта, фала Богу. Ама зошто секогаш фокусот го клаваме на нешто туѓо и форсираме нешто туѓо, наместо форсираме нешто што е наше? Тоа прашање кој може да ми го одговори? Јас разбирам дека носат гледаност некој работа. Разбирам дека обично и медиумите се бизнис, сакале ни или неке. Ама и бизнисот се менва, бе. Дај да му дајме шанса на наше. Шо знаеш? Ако ја прошириме вистината на поке места, шо дај може ќе победи некој? Ама па вистината знај да биде и опасна работа. Зато си поќутват луѓе. Едно време ако ви текнува имаше поке хуморна телевизија, поке смеја имаш, мајтапи, чуда, ти реков ми реч. Сега шо им? Ништо бе батул. Шо е најако во цела ситуација? Јас нити се трудам да видам смешен, нити пробвам, нити сум смешен, не е битно, ама што нема ништо смешно, луѓето се смејат со тоа што го зборам. Оти ја кажувам вистината цело време. Оти прам муавет на вистински теми. Единствени луѓе што не се согласват со вистината е луѓе што се засегнати од вистина. Ко на пример овој Бенвиња што воза. Се спомни БМВ и сите одма в гуша се фаќа. Нема врска што јас таму велам дека не се сите исти. Небитно е тоа. Тој се пронаоѓа во истите, во тоа што го зборам се пронаоѓа и одма контра влегва. Клиза. Ко не баре газда е на БМВ компанијата, па сега одма се извреѓа човекот, ме сваѓа. Не дај Боже БМВ му огибниш од 2000-то, 98 година негде таму, то знаеш што е тоа? Какви бандаши има? Спойлер му има клаено, абе ти не знај. Мерац или овие со тропоновите од 2000 и некоја година. 5-6 не многу. Што го имат земено пример од Бугарија, бугарите го имат земено од Германија, од негде, баба го има возено. Битно е баба да го има, ич не е возен. А тие бабите нај не знаат да возат, али добро, ајде. Не е возен ич. 1.000.000 километри се поминати, вратени се на 190.000 и ти го земаш си или шосторова ново море 200.000 нема поминат. Нема грешка за тебе, батуле. Нив ги боли вистината, нормално е га ги боли. Да ги речиш глуп муа, бе. Ама на друго место нема го слушниш, само тука можеш да го најдеш. Глупа на вистини. А и не секогаш вистината представува исто нешто за две различни особи. Пример муавето со Бенвиња. За мене тоа што кажуваме вистина, а и за многу други луѓе. За тие што се засегнати со Бенвињата не е тоа вистина. Сам вистина и се пронаоѓаат во муавето, ама пошто не му одговара за инат не е тоа вистина. И најголемиот аргумент е немаш возено, зато не знаеш, не кажувај. А на тоа имам две вистини да кажам. Првата вистина е дека никогаш не реков дека БМВ-то е лоша кола, напротив, одлични коли се Бенвиња. Значи едни од најдобрите коли во светот. Факт. А другата вистина е дека кажавме дека не се сите возачи исти. Ама тие не се пронајдува во овие посебните возачи што не прат глупости, не брат, тие се пронајдува во тие што прат глупости. И сега пошто се пронајдува во муавето, јас не чинам што кажувам, така. Ама ако не е проблем, јас не се бун. Ако ви прави поубаво на душата да ме кривите мене за тоа вие што го правите, слободно бе батуле. Од писанието и од вистината не се бе. Ама нема врска. Се спремаме за роден ден, треба убо да е расположение. И кога сме веќе кај убо расположение, ќе мани уште едно песнуле за крај. Ага ќе му речи Happy birthday. Уствари не бе таа наредната епизода ќе пеам пошто точно на роден ден опаѓа. А оти немаме на македонски верзија, бе. Слушаве ни дечки еднаш ја пеја Среќен роден ден ти. Среќен роден ден, запошто тебе нема ти. Среќен роден ден ти. Ако си ја пееш сам ќе си пееш Среќен роден ден ја. Арно, мене ми помина роден ден пред некој време. Бога ми времето за епизодата помина. Така што доста е за денес. Толку од мене. Имајте убав ден и нек е среќан овој шуиди роден ден. Поздрав.